земјоделците од Струмичкиот крај се жалат на ниските откупни цени на лубеницата кои периодов паднаа на 4 денари. Незадоволни се и земјоделците откупувачи на праските. Градоначалниците од 7 општини од југоистокот денес одржаа работен состанок во Валандово, на кој потпишаа барање за итен состанок со премиерот Зоран Заев. Македонија е во портокалова фаза. До сабота од УХМР најавуваат температури над 40 степени. Добар ден, почитувани гледачи, ова е дневникот на телеканал А1. Започнуваме. Председателот на владата на Република Македонија Зоран Заев, придржуван од министерот за комуникации, отчетност и транспарентност Роберт Поповски, денеска се сретна со европскиот експерт Питер Ван Хојте, придржуван од представници на ЗНМ, председателот Насер Селмани и извршниот директор Драган Секуловски. Како што соопшти владината прес-служба, на средбата е изразена заедничка согласност дека медиумите се меѓу најважните столбови на едно демократско општество. Експертот Ван Хојте и представници на ЗНМ ја поздравиле иницијативата на премиерот Заев и на владата. Медиумските реформи да бидат меѓу приоритетите во реформскиот процес што го отвори владата. На средбата премиерот Заев се заблагодари на европскиот експерт Ван Хојте за неговиот придонес во демократските процеси во Македонија. Исто така премиерот Заев и министерот Поповски најавија интензивна соработка со ЗНМ и представници на медиумската заедница во Македонија за сите суштински прашања од интерес за новинарите и медиумите во Република Македонија. Надлежен јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Струмица издаде наредба за спроведување на истражна постапка против 3 осомничени лица за хеликоптерската несреќа што се случи на 10 јули 2014 година, кога се урна хеликоптер тип МИ-17Б5 со регистарска ознака МАП 7712 во сопственост на МВР Скопје, во кој загинаа 4 полициски пилоти. По 3 години од големата хеликоптерска несреќа која се случи во Струмица, Основното јавно обвинителство Струмица издаде наредба за спроведување истражна постапка против 3 осомничени лица за хеликоптерската несреќа. Бројните прибрани докази извршени на лица до овој момент отвараат сомнеж дека лицата извршиле кривично дело, тешки дела против општата сигурност од член 292 став 2, а во врска со член 298 од Кривичниот законник, се вели во соопштението од јавното обвинителство. Осомничените ќе бидат сослушани заедно со сведоци, се вели во соопштението во кое се наведува дека досега се побарани различни вештачења во врска со несреќата. Надлежниот јавен обвинител и во текот на истрагата ќе продолжи да прибира податоци и докази, како и да сослушува сведоци кои ќе помогнат за целосно расветлување на случајот, а ќе бидат сослушани осомничените лица. Инаку по хеликоптерската несреќа на 10 јули во 2014 година, јавниот обвинител изврши увид на лице место, при што беа издадени наредби за скицирање, фотографирање и снимање на местото на несреќата со беспилотно летало, за земање отпечатоци од прсти од 4 тела пронајдени на местото на несреќата, за одупција на 4 тела, за вештачење на примероци од урина и крв земени од контролорите на лет вработени во МВР на Република Македонија Скопје, за изработка на геодетски елаборат за ситуацијата на местото на несреќата и изработка на теренска скица со премерување, за вештачење на системот за светлосно означување на антенскиот столб од среднобранов радиопредавател со висина од 120 метри, сопственост на ЈП Македонска радиодифузија Скопје, како и за анализа на електричното напојување и исправноста на сигналните светилки поставени на столб, за анализа на траги од боја подигнати на лице место од антенскиот столб и од задната елиса на хеликоптерот, за одземање на аудио и видео снимка на случувањата на хеликоптерската несреќа од мобилен телефон на физичко лице и одземање на видео снимките од безбедносни камери поставени на објекти во непосредна близина на местото на несреќата, за подигање на премероци од уле и гориво од главниот редуктор, меѓуредуктор, радиатор за ладење, опашен ротор, носечки ротор, опашен редуктор, ладилник од главен редуктор и страничен резервоар, сите од урнатиот хеликоптер заради вештачење. За подигање, идентификување, класирање и пакување на сите остатоци од хеликоптерската несреќа, за вештачење на мобилни телефонски апарати, сопственост на загинатите пилоти пронајдени на местото на несреќата.
Во несреќата животите ги загубија четворицата врвни пилоти, полициски јастреби Драги Мицев од Струмица, началник на воздухопловните сили на МВР, и неговите колеги пилоти Маријан Трајковиќ од Куманово, Тоде Орешчовиќ од Кавадарци и Илјо Лопатички од Битола. Градоначалниците од 7 општини од југоистокот денес одржаа работен состанок во Валандово, на кој потпишаа барање за итен состанок со премиерот Зоран Заев. Тие дискутираа и за проблемите со кои се соочуваат по прашањето дали ќе се распишува референдум за отварање на рудници во овој регион. Градоначалниците од 7 општини од југоистокот потпишаа барање за итна средба со премиерот Зоран Заев на денешниот работен состанок кој се одржа во Валандово. Тие бараат да се сретнат со премиерот уште утре и владата конечно да се произнесе за иднината на рудниците на територијата на Македонија, за одржаните референдуми, но и за оние кои дополнително се најавуваат. Присутните градоначалници истакнаа дека тие ќе се согласат со одлуката на владата, но дека крајно време е да се добие одговор и да се смири напнатоста помеѓу луѓето кои живеат овде, а постојано бараат одговор од некои од првите луѓе на општините. Владата се уште нема доставено никакво известување, ниту се има јавно произнесено по ова важно прашање за граѓаните за сите општини од регионот. Општините со одржувањето на референдумите сметаме дека ќе потрошат големи финансиски средства, за кои е подобро да се искористат за инвестиции во инфраструктура, образование, туризам или други области, а на крајот, по одржувањето на референдумите, тие не произведуваат никакви правни обврски за локалните самоуправи. Единствено, резултатите од референдумите имаме можност да ги испратиме до надлежните министерства во владата на Република Македонија. Токму поради ова, бараме итен состанок со премиерот на Република Македонија, господинот Зоран Заев, во врска со доделените концесии за геолошки истражувања и експлоатација на минерални суровини. Состанокот бараме да се одржи најкасно утре, петок 30 јуни, и на него да присуствуваат и вице-премиерот за економски прашања, министрите за економија, министерот за животна средина, бидејќи тие се надлежни институции за водење на постапката и доделувањето на концесијата за рудници. Благодарам. Сите присутни градоначалници заеднички се согласија дека владата мора конечно да донесе решение за актуелниот проблем и да одговори на нивното барање. Тие рекоа дека прашањето за референдум има политичка позадина и дека никој од нив не е против референдум, но должни се пред се да ги почитуваат законите. Покрај другото, градоначалниците на денешната средба дискутираа и за останатите проблеми со кои се соочуваат локалните самоуправи, а не е во нивна надлежност да донесуваат било каква одлука. Во салата на Советот на општина Радовиш денес беше одржана 63-та седница на Советот на општината. На оваа седница се работеше со претходен донесен дневен ред од 20 точки, а седницата ја водеше председателот на Советот Никола Миовски. На оваа 63-та седница исто така беа поставени голем број на советнички прашања, на кој одговор даде градоначалникот Сашко Николов. Почнувам градоначалник, планирате во догледно време да го решите долгогодишниот проблем со дивата депонија. Бидејќи во моментот од истата се шири непријатна миризма, секојдневно гори, а со тоа граѓаните секојдневно ги вдишуваат отровните материи кои се шират над нашиот град од овој смог, односно од оваа непријатна миризма. Мислам дека во изминатиот период има голема реакција од граѓаните за овој проблем, затоа сметам дека е добро да ни одговорите, а и во догледно време, односно во најбрзо можено време да го решиме овој проблем. И понатаму ќе си остане да си чади, граѓаните ќе вдишуваат непријатни миризми, пошто гледам дека проблемот фактички во конкретниот случај момент е нерешлив. А мислам дека штетата е голема, затоа мислам дека несериозно е да оставиме да истата гори. Реално ние како општина не сме могли сами да го решаваме, тука ќе ни биде потребна помош и од ресорните министерства, а вие сигурно ќе се присетите дека претходните години имавме иницијатива како регион да заеднички го решиме прашањето со изградбата и
донесување на одлука во селото Добрејци да биде блокирана регионалната депонија, но за жал целокупната тендерска постапка, но би кажал тука и реакциите на граѓаните не беа позитивни, бидејќи целото тоа ќе бараше и дополнителни финансиски импликации по самите жители на општина Радовиш и некаде таа сума која што беше понудена тогаш беше да домакинство во кое што ќе се подига смета од околу 100-120 литри на неделата, ќе треба да плати околу 500 денари месечно само за подигање на смета. Во селата исто така имаше одредени суми кои што одлука на Југоисточен плански регион на Министерството за животна средина беше дека е превисока за стандардот на нашите граѓани. Сега во моментот исто така на иницијатива на Министерството за животна средина се разговара за дополнителна тендерска постапка за сите региони во државата, меѓу кои и нашиот Југоисточен плански регион, да пробаме да најдеме трајно решение во делот на заедничка депонија. Инаку ние како општина ниту можеме, ниту имаме капацитет да посебно го решаваме согласно стандардите кои што ги тражи Европската унија во делот на изградбата на ваквите депонии. Дневникот го продолжуваме на тема земјоделство. Земјоделците од Струмичкиот крај се жалат на ниските откупни цени на лубеницата кои периодов паднаа на 4 денари. Велат дека иако квалитетот е ист, како и во претходните години, цената континуирано паѓа, што целиот труд на земјоделците паѓа во вода. Откупната цена на струмичките лубеници изнесува 4 денари од килограм. Дневно низ откупните центри во Зубово се откупуваат по 1000 тони бостан, а уште толку се извезуваат преку царинскиот терминал во Струмица. Сегашната цена на пазарите на големо е една од пониските во изминатите неколку години. Откупувачите велат дека бостанот од овој крај годинава нема да се најде на странските трпези, затоа што пазарите во соседните земји, а посебно Косово, Босна и Грција, се полни од своето домашно производство. Цената во моментот не е баш најдобра. Причина за цената, значи, влијаат климатските услови, значи во цела бивша Југославија има секаде бостан и до тоа мислам дојде до наглопад на цената. Надеваме дека ќе се подобри нешто, бидејќи нема тоа да трае многу долго бостанот. Значи, климатските услови се го прават своето. Голема температура влијае, значи, бостанот нагло да спласнува на земјата. Само низ полето лубеници се гледа. Овој бостан треба да иде за Бугарија и за Босна треба да иде. Значи, на сила, што се вика, со маки го извезуваме. Ваквата ситуација во последната фаза од работата со лубениците создава револт кај земјоделците. Очекуваат од владата, а посебно од Министерството за земјоделие, да им излезе во пресрет и да најде решение за ваквиот проблем. Бостанот почетна цена не е бил никој пат 5 динара, од денеска е 4 динара откуп, со кој не може да се покријат 30% земјоделците трошковите. Не само бостанот, ни зелка и на се цените секоја година идат uz 10-20% се подолу и затоа земјоделците не можат да обстанат. Само владата да преземе мерки да субвенционира како во Росиман таму Кавадарци за праската што даде по 6 денара, 5 колку беше субвенции. Исто и тука и за бостанот може се субвенционира за колку толку да може барем трошките да се покријат ако немаат за работа. Освен со лубеницата, Струмичкото поле е преполно со домати краставици и високо квалитетни пиперки, но без реална откупна цена. Земјоделците кои одгледуваат рано градинарски култури велат дека работите стојат во место и се песимисти дека ќе се најде некое решение. Цената на доматот е околу 15 денари, а краставицата во Струмичко се откупува по 2 до 3 денари, пошто има премногу зеленчук кој е оставен да скапува. И нема корист од мерката 6 денари за килограм откупени праски. Откуп нема. Посредбата на Трипуновски со земјоделците од Росоман само потврден проблемот со ниската цена, но и со екзистенцијата на семејствата кои се занимаваат со одгледување на овие овошки. Директорот на Државниот инспекторат за земјоделие Цветан Трипуновски се сретна со земјоделците и откупувачите од Росоман. Овоштарите се соочуваат со огромен проблем со пласманот на праската и покрај ниската цена.
Трипуновски вели, земјоделците апелираат да се најде соодветно решение како би имале екзистенција за нив и нивните семејства. Она што го најави Министерството како дополнителна мерка во овој период со дополнителни 6 денари за предаден килограм праска, во разговор со земјоделците слушнав, се пожалија дека практично од мерката нема никаков ефект, иако завршува за неколку дена од сега. Ефект нема бидејќи практично нема откуп на праската. Земјоделците се загрижани затоа што се оставени на милост и немилост. Високите температури придонесуваат на браното овошје кое што со часови и денови стои за откуп да не биде употребливо дури и за преработка. Некои од нив најавија дека голем дел од праските воопшто нема ни да ги берат, затоа што тоа би им представувало дополнителен трошок. Сметам дека треба Министерството во овој период подитно да донесе нови сет на мерки кои што ќе значи сигурен пласман. А пласманот ќе значи и откуп на земјоделските производи. Во овој период имаме неколку сорти на праска кои што се во завршна фаза на берба, меѓутоа во најголемата застапена сорта во овој период следува текот викендов да почне да се бере, каде што ќе имаме наплив на нови количини на праска. До сега македонскиот производ беше многу баран на европските пазари, вели Трипуновски, и додава дека ресорното министерство преку економските промотори треба да ги задржи истите. Инспекторите пак на Државниот институт за земјоделие секојдневно се на терен за да извршат увид дали се спроведува законската регулатива во земјава. Според нив нема никакво прекршување на законот, рече Трипуновски. Продолжуваме со дневникот. ВМРО ДПМН е денеска побара од Министерството за правда итно и неодложно да се донесе правилник за хемиска кастрација на педофили. Ова е неопходно да се случи што поскоро, бидејќи гледаме дека преку скандалозни написи во јавноста почнува да се турка релативизирање и оправдување на овој гнасен и подолчин. СДС и институциите молчат по скандалозната колумна на учесникот во шарената револуција Никола Шиндре, со која се релативизира и оправдува педофилијата. Ова станува симптоматично, бидејќи во исто време квази експертите на СДС почнаа да ги оправдуваат ставовите на Шиндре за педофилија, а од друга страна беше избришан јавно достапниот регистар на педофили, изјави пред Министерството за правда Невенка Стаменковска од ВМРО ДПМН. Таа изрази загриженост и повикува да престане иднолетниот однос на институции по ова прашање. Сега кога се релативизира педофилијата како кривично дело, е вистинскиот момент Министерството за правда да донесе правилник за формата, содржината и начинот на водење евиденција за осудено лице, на која му е изречена мерка медицинско-фармаколошко лекување, познат како правилник за хемиска кастрација, која ќе се применува за лицата кои втор пат го сториле делото, рече Стаменковска. Според неа, институциите мора да ги заштитат децата и доколку се донесе правилникот, ќе ги одвратат сторителите од вакви дела. А педофилијата е болест и треба да се третира како таква, да се придонесе таа појава да биде искористена во целост или барем да биде намалена со заложбите на Центарот за советување Лидија Срце што чука од Скопје по надписите и предлозите истата да биде третирана како нормална појава. Преку едукации и предавања им се даваат совети на родителите како да препознаат жртви на педофилија. Прилог на нашите соработници од Штипската Канал Плюс телевизија. Педофилијата е болест која што мора да биде искоренета. Представници од Центарот за советување Лидија Срце што чука од Скопје со едукативни предавања и разговор со родителите го искажуваат својот став дека не го оправдуваат и остро го осудуваат надписот кој што деновиве излезе на социјалните мрежи и медиумите на Никола Шиндре, а се однесува на предлогот педофилијата да се прифати како нормална појава, а педофилите да се сметаат како маргинализирана група на луѓе на кои што треба да им се дозволи да прават што сакаат. Секојдневно се зголемува бројката на жртви на педофилија, велат од Центарот. Македонија како потписник на Конвенцијата за правата на децата, сите нејзини жители мора да бидат единствени во одбрана на децата.
Воопшто не треба да се плашиме, да се спротивставиме на луѓе кои што го промовираат педофилијата како нормална појава, кои што промовираат сексот меѓу малолетно дете и возрастен човек како нешто најнормално. Мораме да им се спротивставиме на тие луѓе и да заземеме единствен став дека нашите деца навистина се загрозени од самото тоа и мораме да мислиме пред се на нив, на нивното психичко и на нивното физичко здравје. Центарот Лидија Срце што чука од Скопје со совети за родителите и едукации како да препознаат жртви на педофилија. Разговараме со самите родители кои што ќе наговестат дека можеби се случува со нивното дете. Пред се, прва работа е што ги упатуваме дека мора да бидат многу внимателни кога разговараат со нивното дете и да внимаваат на однесувањето на самото дете, но пред се да бидат и внимателни како тоа дете се однесува спрема нив или пак спрема некоја одредена личност во нивното обкружување. Кога станува збор за жртви на педофилија, ако се работи за девојче и ако педофилот е од машки пол, значи злоставувачот, тогаш тоа девојче има страф од секоја личност од машки пол и обратно. Јованова додава дека потребно да се промовираат строги законски казни за педофилите, да се лобира кај луѓе кои што имаат власт да потпишат затворски казни, како судии и адвокати, и во центрите за социјална помош, бидејќи децата мора да бидат заштитени. Детската група од ансамблот Бојмија учествуваше на 17-тиот детски етнофестивал Децата на Балканите со духовност во Европа во градот Хаско во Република Бугарија, каде што ја освои првата награда од жирито за учесници од 10 до 14 годишна возраст. Ансамблот за традиционална музика и игри Бојмија од Гевгелија со своето активно работење докажа дека е препознатлив бренд, чувар на народното богатство и носител на традицијата на генерациите што доаѓаат. И оваа година, според програмските определби, продолжи со реализација на повеќе проекти и концерти. Детската група на возраст од 10 до 14 години учествуваше на 17-тиот детски етнофестивал Децата на Балканите со духовност во Европа во градот Хаско во Република Бугарија, кој освен големото признание, специјална награда за учество, Бојмеја ја доби и првата награда од жирито за ансамбли за учесници од 10 до 14 години. Целта на фестивалот беше зачувување и развој на богатството на фолклорот и автентичната култура на сите балкански, европски и светски етноси. Преку универзален и емоционален јазик на песни и ора од источните родови беа испратени пораки за единство и заедничка иднина на Балканот и во Европа, за етничка толеранција, за почитување на различни духовни и културни традиции. На овој фестивал оваа година учествуваа повеќе групи од Босна и Херцеговина, Македонија, Молдавија, Индија, Србија и Бугарија. Ансамблот во овој период е во процедура на набавка и изработка на 20 комплети народни носи од Долни полок Тетовско, која ќе биде презентирана во текот на оваа година. Следниот месец веќе ансамблот Бојмија ќе учествува на 25-тиот интернационален фолклорен детски фестивал во Полска, а секако нивните настапи ќе бидат забележани во месец август во повеќе европски земји. За сите организации и гостувања ансамблот е подпомогнат од градоначалникот и советот на општина Гевгелија. Деновиве во Скопје се отвори нов поинаков локал од другите. Центар бар се разликува од другите места по тоа што се служи свежо точено пиво. Центар бар нуди и доручек, закуски и сендвичи, а просторот е компатабилен за секаков тип на уживање. Во срцето на Скопје беше отворен нов Центар бар. Во рамките на ова издание ве информираме за уште еден интересен настан. Станува збор за инвестицијата на Кожувчанка Кавадарци, која е во вредност од 350.000 евра и овозможи 26 нови вработувања. Ние како менеджерски тим Кожувчанка до овој денешен ден правиме едно отварање на една класична пивница, односно ланч бар пивница во Скопје. Задоволство е наша страна со добрата соработка на Стопанска комора што успеавме и ни возможи да направиме еден објект во центарот на Скопје.
во срцето на Скопје, кај што како главен град има многу фреквенција од наши жители и во Скопје и надвор од Скопје. Сакаме да потенцираме, да кажеме дека во овој ланч бар, односно пивница, за прв пат Скопјани и оние кои се движат по Скопје ќе може да пробаат свежо пиво, кое што до сега како свежо пиво немало можност да се пласира и да се продава на територијата на Република Македонија. Председателот на Стопанската комора Азевски честиташе на фирмата Кожупчанка, која е респектабилен член на Стопанската комора на Македонија, за ова нова понуда на нашиот пазар, во која, како што рече, се споени искуството и младоста. Прво да им честитам на Кожупчанка, која е респектабилен член на Стопанската комора на Македонија, за нејзиниот успешен искорак на пазарот тука во Скопје, во срцето на изложината. Ние она што можевме го направивме, дадовме стар објект од социјализмот на една фирма која што израсната во капитализмот. Значи, споивме искуство и младост, затоа таму каде што се спојуваат искуството и младоста, мислам дека секогаш има успех. Барот нуди свежа храна и за прв пат свежо точено пиво. Почитувани, следуваат настаните од светот, да ги проследиме. Светот има само 3 години за да ги намали емисиите на јаглерод диоксид пред да стане предоцна, предупредува група климатолози и научници. Ако годишните емисии продолжат да растат и по 2020 година или дури и ако останат на стабилно ниво, температурните цели утврдени со Парискиот климатски договор речиси нема да бидат исполнети, велат научниците во напис објавен во списанието Nature. Авторите посочуваат дека до 2020 година во 6 сектори – енергетика, инфраструктура, транспорт, индустрија, финансии и користење на земјиштето – може да биде постигнат значителен напредок во намалување на емисиите. Авторите на статијата ги повикуваат лидерите на G20 да признаат дека 2020 година е критична година за утврдување на амбициозни цели во областа на климатските промени и да разговараат за тоа како да се обезбеди просперитетна, сеопфатна, меѓусебно поврзана, флексибилна и отпорна глобална економија. Во британската влада постои сериозен расцеп околу Брекзит и несогласување меѓу водечките министри кои треба да се грижат за спроведување на процесот за излез на Велика Британија од Европската унија, откриваат лондонските медиуми. Разлики околу Брекзит има уште од моментот кога премиерката Тереза Меј ја формира својата прва влада по референдумот за Европската унија во јули минатата година. За тоа дали покрај истапувањето од унијата, земјата треба да се повлече и од заедничкиот пазар и од Царинската унија, но овој пат тие несогласувања се појавија и на јавната политичка сцена. Весниците пишуваат дека министерот за Брекзит Дейвид Дейвис, шефот на дипломатијата Борис Џонсон и министерот за финансии Филип Хамонд се длабоко спротивставени околу алтернативниот распоред на британскиот излез од Европската унија и имаат различни позиции за термините околу новата спогодба за царините. Најмалку 15 лица загинаа при напад со касетни бомби врз село во источниот дел на Сирија, кој е под контрола на Исламска држава. Две сириски наблюдувачки организации, Дейр Ал-Зур 24 и Право за живот, соопштија дека бомбите биле фрлени врз селото Доблан од неидентификуван авион. Во тој реон действува воената авиација на Русија, на Сирија и на коалицијата предводена од САД. Во меѓувреме, Сиријската обсерваторија за човекови права наведе дека според првичните информации во селото Доблан загинале 30 луѓе во напад со касетни бомби. Експертите за компјутерска безбедност откриле вакцина за големиот сајбер напад што погоди голем број светски организации вчера и повторно го огласи алармот.
Само еден файл може да го спречи вирусот да ја зарази машината, но експертите се уште не го нашле така наречениот прекинувач, што може да го спречи малаверот да се шири на други компјутери. Со оглед дека цената на откупот е $300 од компјутер, што е релативно малку, се јавија шпекулации дека нападот може да е параван за пошироко попречување на компјутерските мрежи или политичка порака. Денеска темпото на нападите е намалено, делумно затоа што на малверот му е потребен директен контакт со компјутерски мрежи. Хакерите го блокираа пристапот до целиот компјутер и бараат откуп од $300 во биткоин за да го ослободат. Биткоинтот е криптовалута омилена во интернет подземјето, затоа што е многу тешко, дури и невозможно да се следат исплатите. И уште една информација за овој дневник. Македонија е во портокалова фаза. До сабота од Управата за хидрометеоролошки работи долж по Вардарието и на југот најавуваат температури и над 40 степени. Заладување ќе има од недела попладне. Лекарите препорачуваат во овој период со надпросечно високи температури да се носи лесна и светла облека и да се конзумираат доволно течности. Се апелира хронично болните и бремените жени без потреба да не излегуваат во периодот од 11 до 17 часот. Основното е не значи дека треба веднаш нашите луѓе, пациенти обично веднаш помислуваат на земање на антибиотик, што ние како лекари не го советуваме, нели? Има онаа симптоматска терапија, нели, што може тоа конзумирање повеќе на чаеви, течности, витамини, минерални, варена компир, варен ориз, што може да се зима, тако веќе продолжува, нели, ако нешто антипиретик за намалување на покачената температура, меѓутоа ако продолжат овие симптоми малце подолг период, сепак ги советуваме да се обратат на кај здравствената установа што е најблиску до нив. Ова беше се за ова издание на Дневникот. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно!